тргнала Радана, бунарџанам, бунарска вода да вади джанам, бело платно да бели. Оздола иде млад јунак джанам. Песната "Тргнала Радана, бунарџанам" е од селото Ракотинци и е карактеристична песна како и по мелосот, така и во начинот на изведба за овој крај. Песната е двогласна, ја изведуваат најчесто на соборите, е соборска песна. Имам 17 години, се занимавам со фолклор. Сум еден од најмладите, можам да кажам и најмлад, истражувач и пренесувач на помладите во однос на традицијата. Се повеќе и повеќе ја засакував традицијата, ората, песните, обичаите, носијата. Мојата баба беше тука да ме запознае, бидејќи таа беше од едно време каде поминувал последниот воз и таа е една генерација каде што го живеела тоа. Почнав да одам на терен, првин во моето село, ја истражував и духовната, но и материјалната култура на овој крај. Како што растев, почнав да во околните села, на цела Македонија, во сите предели да собирам од повеќе етнички преноси, но почнав да собирам најпрвин од мојот етнички предел, тоа е предел Скопска Блатија, каде и денеска сме облечени во тие носи. Таму се стекнав со многу знаење, бидејќи веќе поминува последниот воз на традицијата, каде сведоците се уште живи. Имав чест со многу информатори да зборувам на традиционалните вредности кои они ги изведувале, традиционалните ора, традиционалните песни, обичаи, ја носели носијата. Некои им ја даваа носијата со една надеж каде знаеа дека тоа ќе се продолжи, во нивните очи се гледаше една желба за понатамошен развој на нивниот некогашен живот. Народната носија е еден нераскрив момент од традиционалната музика и игра, бидејќи и во минатото време, но и сега на сцена, првата визуелна слика за сето она ние што го изведуваме и некогаш што го изведувале е токму народната носија. Порано, народната носија била застапена во неколку циклуса. Можеме да ја земам жената како пример. Таа имала неколку циклуса на носење на народната носија. Од најмало дете, па се додека е девојка, па пред мажење, за денот на свадбата, за млада невеста, за млада жена и како доаѓало периодично да се променува народната носија. Од оваа година, на 4 април, еден од моите сонови стана реалност. Се отвори Домот на култура во нашата општина, каде се наоѓа во моето село Сопиште. Таму добив можност да отворам еден фолклорен ансамбл, каде носиите, ората, песните, се она што го знам да го пренесам на најмалите, се со цел да се зачува македонската традиција. Младите да добијат една јасна визија за традицијата, дека тоа не е нешто со што треба да се срамиме, туку треба да ја носиме како гордост. Благодарение на претходните истражувачи, на претходните фолклористи кои се обиделе во едно време, невреме да ја зачуваат традицијата, сега сето тоа доаѓа на површина и младите се освестуваат дека најсилен код на секој еден од нас е токму македонската носија, традиционалните ора, песни, обичаи.
Ние сме една екипа на другари кои сите го изведуваат фолклорот на сцена и ја негуваме традицијата така да делиме исти мислења. Но во нашите средини, нашите локални другари, им беше чудно на почетокот, но потоа се навикна и успеавме да им ја доближиме оваа традиција како уметност на новото време, дека не е тоа нешто селско, дека нешто старо, дека е токму нешто кое е белег на оваа држава и на секој еден македонец.